civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Мониторинг тимот на Цивил бележи закани и притисоци, то од најразличен вид, се работи за ситуации во кои одредени политички партии, односно активисти на одредени политички партии вршат притисок, се закануваат на граѓанки и граѓани, на гласачи и на приврзаници на опонентните политички партии. Се работи за закани кои често пати се ограничуваат на тоа на закани ќе видите вие кога ќе дојдеме ние на власт и слично, меѓутоа и низа други типови на закани и притисоци. Случаи досега забележавме и обработивме во Скопје, Штип, Тетово и Јегуновце. Во доменот на политичкото финансирање Цивил се профилира како организација која континуирано ги следи овие состојби и од легислативен аспект, меѓутоа и од аспект на практики кои ги спроведуваат политичките партии во текот на своето работење. Политичкото финансирање се разбира нешто што во согласност со законот го прават најголем дел од политичките партии, меѓутоа самиот закон овозможува такви околности да може да биде тоа законски, меѓутоа не и да биде етички, односно легитимно. Очекуваме да добиеме навремени и транспарентни извештаи од политичките партии за тоа како се финансираат нивните кампањи и како се потрошени тие средства. Без оглед на тоа дали кампањите се анонимни и од содржината на материјалите што ги прибира мониторинг тимот на Цивил од целата земја, може да се забележи од самата содржина што се дистрибуира низ земјата, може да се забележи, односно лесно може да се пронајде нарачателот на тие кампањи, на тие материјали кои се дистрибуираат. Се разбира, не се тие само печатени материјали, се работи и за голема количина на онлайн материјали кои се дистрибуираат пред се на социјалните мрежи, меѓутоа и преку во скриени форми и преку интернет медиумите и други форми на комуникација со јавноста. И се надеваме дека политичките партии ќе бидат доволно транспарентни и отчетни и ќе ги откријат барем изворите на оние финансии, односно на онаа кампања која ја потпишуваат, ако не друго. Политичкото финансирање, како и изборниот систем во целост, им дава огромна предност на големите на сметка на малите политички партии. Понатаму констатација, долгогодишна констатација на експертскиот тим на Цивил е дека според законот партиите мора да ги достават извештаите откако ќе почне во периодот откако ќе почне изборната кампања, односно првиот прелиминарен извештај треба да го достават пред да започне изборниот мок, тоа е на 10 април. Сега имаме сива зона. Тоа го констатираме. Сега имаме сива зона во законот кога кампањата трае, а не е опфатена со прецизна регулатива. Меѓутоа, партиите сепак имаат, ако ништо друго, обврска кон јавноста да бидат транспарентни и да ги дадат на увид податоците за финансирањето на овој дел, на овој период од кампањата, бидејќи кампањата навистина е обемна, агресивна и динамична. Најзабележлив и најинтензивен е говорот на омраза токму во овој период и тоа е веќе долго време ситуација во која тоа е една од двете главни алатки за водење политичка борба во земјата, говорот на омразата од една страна и лажните вести и дезинформациите од друга страна. Што се однесува до говорот на омразата, него го генерираат одредени политички партии и групи блиски до нив. Тимот на Цивил не успева ни оддалеку да ги регистрира сите случаи на говор на омраза кои се во изборен контекст. Тоа е практично невозможно поради количината на омраза која се истура во јавната комуникација, особено преку социјалните мрежи.
Секојдневно се бележат најмалку по 10 случаи на говорна омраза и таму во тие случаи има најмалку 5 различни учесници, тоа може да биде и само еден учесник, меѓутоа со 5 различни профили, меѓутоа се забележува дека таму има сериозни човечки ресурси инвестирано од страна на дел од политичките играчи на теренот во земјата. Практично е невозможно да се направи точна пресметка за случаите, меѓутоа тоа што во еден месец до сега е регистрирано се случаи на број повеќе од 300, не сметајќи ги ТВ дебатите кои ги пренесуваат телевизиските куќи во живо на Facebook. ТВ дебатите кога се присутни на Facebook во живо се простор каде што навистина е концентрирана голема и динамична кампања со многу пораки кои содржат експлицитен говор на омраза, извонредно вулгарни и би рекол непристојни, односно неприкладни на една јавна комуникација, особено ако имаме предвид дека и малолетници ги следат социјалните мрежи. За размерот и пропорциите на говорот на омразата присутен на социјалните мрежи, а на содржина генерирана од ТВ куќите, како илустрација може да послужи ТВ дуелот на Канал 5 меѓу председателите на СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, Зоран Заев и Христијан Мицкоски, која се одржа на 28 февруари. Тимот на Цивил направи една анализа на говорот на омразата, односно на комуникацијата која ја следеше, односно ја придружуваше снимката во живо, емитувана на Facebook. И тука една од поентите од таа анализа, која може да се најде на civilmedia.mk, е дека несразмерно поголем број од коментарите на Facebook страницата на Канал 5 во таа прилика беа негативни или содржаа експлицитен говор на омраза по политичка па и по етничка основа. Според анализата на Цивил се нотира дека во голем број случаи се работи за координирани онлайн напади на поединци, меѓу кои се аналитичари, активисти, новинари и се разбира политичари. Понатаму мета на организиран говор на омраза се и Европската Унија, НАТО и воопшто западните демократии. Нападите многу често се врз лична основа, ад хоминем, и најчесто се на политичка, етничка, верска, но и родова основа. Тоа е само дел од анализата која допрва ќе биде објавена во сите детали на нашата медиумска платформа. Понатаму, во мониторингот се бележи и голем број на нови графити со говор на омраза, пред се со националистичка содржина. Се издвојуваат примери и такви графити во Скопје, Штип и Куманово. Постои за секој од овие случаи на говор на омраза, постои и соодветна фото и видео документација во архивите на Цивил. Таа ќе биде наскоро емитувана, односно објавена на нашата медиумска платформа. Понатаму, во рамките на овој дел од мониторингот на Цивил, се бележи дека одредени политички партии истакнуваат билборди со црна кампања кои можат да предизвикаат или пак дури се на граница на говор на омраза, а се разбира мониторингот на Цивил го бележи и случајот на појава на Facebook страници кои се добра копија на оригиналите и служат како простор на кој се пласира говор на омраза, лажни вести и дезинформации. До овој датум, бројот на случаи на регистрирање на лажни вести на дневна основа се движи меѓу 2 и 5, значи меѓу 2
2,5 содржини на интернет медиумите, пред се меѓутоа и на традиционалните медиуми, се забележуваат содржини во кои има лажни вести, односно се дезинформации. Мултиплицирањето во овој случај на овие лажни вести и дезинформации е особено штетно, тоа е во големи, огромни размери би рекле, бидејќи тие содржини се преземаат и се дистрибуираат во организиран манир и нанесуваат големи штети на изборниот процес и секако правото на граѓанките и граѓаните на објективно информирање за тие да го искористат своето право на глас на 12 април. Се злоупотребуваат сите можни информации, а меѓу нив можеме да издвоиме и теми како што се мигрантската криза и коронавирусот, кои беа искористени за ширење дезинформации и паника меѓу луѓето, а секако тоа ставено во изборен контекст на штета на одредени политички партии. Јавноста добро знае дека Цивил секогаш бил најостар критичар и постојано ја алармираме јавноста и го осудуваме, ја осудуваме праксата на злоупотреба на децата. Злоупотреба на децата се бележи и во оваа рана фаза на политичката кампања во изборен контекст и таа најчесто се бележи, имаме случаи на злоупотреба на децата онлайн, каде што деца се замотуваат во знамиња, покажуваат символи и слично. Се разбира, има и неколку други случаи кои се во овој момент во обработка. Ја користам оваа прилика во име на Цивил да апелирам до сите политички партии да престанат со злоупотреба на децата во политички контекст и во изборен контекст, а се разбира ги повикуваме институциите да реагираат соодветно законски на ваквата појава. Особено децата мораат да бидат заштитени од отровот на политиката кој се лее во овој период. Злоупотреба на службената положба и јавните ресурси исто така се бележи во мониторингот на Цивил. Цивил веќе извести за неколку случаи на злоупотреба на службената положба и јавните ресурси за партиски и пропагандни цели во изборен контекст. Јавноста е добро запознаена со случаите на злоупотреби од страна на неколку министри и заменици министри во текот на изминатиот месец. До Цивил стигна пријава од граѓанин кој пријави 6 фантомски гласачи на својата адреса и посочи дека постојат уште 6 во неговата зграда кои најверојатно се фантомски гласачи. Револтираниот граѓанин прашува каде да се обрати, бидејќи досега неговите напори да ја реши оваа ситуација не вродиле со плод. Бил во Општина Центар и бил во Државната изборна комисија, меѓутоа не наишол на релевантен одговор и не е задоволен од одговорот, односно неговиот проблем е се уште таму. Цивил во наредниот период ќе се обиде да влезе во комуникација со граѓанките и граѓаните кои ќе пријават фантомски гласачи и се разбира во соработка со институциите ќе се обидеме да го надминеме овој проблем. Проблемот со избирачкиот список го бележиме од моментот кога Цивил пред 11 години започна со мониторинг на изборните процеси. Се уште не е надминат. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.